Само во 2020 година, од Државниот завод за ревизија утврдиле неправилности во јавни набавки со кои се потрошиле 670 милиони денари народни пари. Во 2021 речиси 6 милиарди денари. За 2022 пак, тоа биле безмалку 1 милиарда денари кои биле потрошени во јавни набавки со неправилности. Алармира главниот ревизор, кој додава дека многу често државата трпи штета и поради тесно партиски и лични интереси или неспособност да се спроведат започнатите проекти. Тоа е за железничката пруга, коридор, овој коридор тој кумано-бугарска граница, за автопатиштата Кичево, Охрид и така натаму, кои што бевте сведоци, завчера се донесе законот за продолжување на рокот, тоа ќе биде историско 12 години градба на автопат, можеби ќе ни дадат и меѓународна награда за сето тоа. Изградбата на болницата во Штип, изградбата на болницата во Кичево и така натаму. Во Македонија често има несоодветно спроведување на проектни инвестиции, бидејќи не постои евалуација ниту на законите, ниту на проектите. Потенцираше главниот ревизор на панел дискусијата за превенција и борба против корупцијата во јавните набавки, кој додава оти не може на некој функционер да му се сони дека утре ќе прави некој капитален проект и дента да почне да го спроведува. Од 19 проекти, само еден проект заврши. 6 проекти во застав, кои што во суштина нема никаква реализација. Проект за одредена инфраструктура, склучен договор во 2023 година, со денот на ревизијата во 2024 година, реализација нула. Откажани 79 милиони евра грант од Европска унија. Започната инвестиција во 1996 година, ризик од губење на 60,75 милиони евра. Склучени проектни активности во кои што вредноста е зголемена далеку повеќе од она што било првично тврдено. Арбитража 22 милиони евра. Започната израда во 2015 година, после 7 години работите не се завршени. Ацевски смета дека вистинската причина за ова е инертноста и незаинтересираноста на вработените во администрацијата, кои го дозволуваат своеволието на функционерите, бидејќи очигледно не сваќаат дека тоа се и нивни пари, не само на граѓаните кои работат во приватниот сектор. Првиот ревизор сподели шокантен податок, дека само иселувањето, односно одливот на млади кадри, ја чини Македонија фрапантни 8,4% од бруто домашниот производ. Од управата за финансиска полиција пак велат дека граѓаните треба да бидат сериозно загрижени за степенот на корупција во нашето општество и личното богатење на поединци, бидејќи тие појави не ги поткопуваат темелите на државата. Корупцијата во оваа област ги поткопува институциите. Вербата на граѓаните во системот ги поткопува демократските вредности, моралните вредности и правдата. Треба да бидеме загрижени поради фактот што корупцијата во јавните набавки е поврзани со други форми на тежок криминал, како што е перењето пари, организираниот и економскиот криминал. Бидејќи незаконското лично богатење им штети на демократските институции, на националните економии и на правната држава, потребна е заедничка соработка помеѓу институциите кои што представуваат клучни чинители во процесот на создавање, јакнење и заштита на системот во насока на спречување, откривање и борба против корупцијата во јавните набавки со крајна цел враќање на имотот на државата на граѓаните. Таа појаснува дека на моменти речиси 24% од државниот буџет се троши на јавни набавки, каде се случува и најголемиот дел од корупцијата во државата. А честа причина за злоупотреби во овие процеси е блискоста помеѓу државните службеници и представниците на бизнис секторот. Таа додава дека на речиси секој чекор од процесот за јавни набавки постои ризик за злоупотреба. На панел дискусијата своје обраќање имаше и заменик амбасадорот на Германија, Ото Граф, кој пак потенцираше дека во Македонија во воздух лебдат огромни суми на пари од Германија, доделени преку ИПА фондовите, кои не се употребуваат бидејќи нема реализација на проектите.